Ова се најавите за денес. Фестивалот Охридско лето со новогодишен концерт како подарок за публиката. Хуманитарната акција Пакетчиња за сите дечиња по 6-ти пат ќе ги стопли срцата на најмладите во регионот. Агенцијата за храна и ветеринарство со вонредни инспекциски контроли за безбедноста на новогодишните пакетчиња. Францускиот амбасадор Кристоф Лериголер во прва официјална посета на општина Охрид. Годишна пресконференција на Путин пристигнале над 2 милиони прашања од новинарите. За најавените и заостанатите содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната температура изнесуваше 1 степен Целзиусов, а максималната дневна 11 степени. Во Охрид утре времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Утринската температура ќе биде нешто повисока и ќе изнесува 2 степени Целзиусови, а максималната дневна ќе достигне 10 степени. Во Македонија утре времето ќе биде променливо облачно со повремени сончеви периоди. Претпладне подделни котлини ќе има појава на магла. Ќе дува слаб ветер од југоисточен правец. Минималните температури ќе се движат во интервал од -3 до 2 степени, а максималните дневни температури утре во Македонија ќе достигнат од 7 до 13 степени Целзиусови. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Не ми го земај времето ми е полажно од све.
За само 1 минута месечно со Евана онлайн добивај, плаќај и коригирај фактури. Имај увид во сите плаќања, пријавувај состојба и регистрирај повеќе бројила на едно место. И тоа целосно онлайн. Времето ми е поважно од се. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Фестивалот Охридско лето подготвен за утрешниот новогодишен концерт. Овој настане подарок за градот Охрид, вели директорот Цуцковски. Новогодишен концерт на фестивалот Охридско лето е еден свечен начин да се заврши 2025 година како една успешна година на фестивалот. Директор е докаде се подготовките во пресрет на утрешниот концерт? Ние сме подготвени. Концертот ќе биде одржан во Центарот за култура со почеток во 20 часот. Ќе настапат светски реномираниот шпански тенор Елиас Рейналдо и на пијано придружба ќе се појави познатиот италијански пианист Франческо Вербалета. Инаку ова е концерт замислен како подарок за градот Охрид, за сите наши поддржувачи на уметноста, охридската публика, охридските угостители, охридските компании, сите оние кои што по моето скромно едногодишно искуство покажаа дека навистина интензивно го поддржуваат фестивалот. Така што нашата идеја беше како институција да им се одолжиме и да им приредиме една незаборавна вечер во пречек на новогодишните празници. Кажете ми, што е она што ќе може, во што ќе ужива публиката? Може би ќе направам скромна реминисценција, значи после успешното завршување на фестивалот, ние веќе во Скопје направивме во големата сала на Македонската филхармонија еден спектакуларен концерт Candlelight проект, значи со многу свеќи на сцена и вистински светски солисти, и сега продолжуваме во истиот стил, значи излегуваме од рамките на тешката, сериозна музика која што публиката ја очекува на нашите концерти во време на трајање на фестивалот. Значи, ќе бидат изведени многу популарни оперски арии, многу наполитански песни како Солемио и слично, кои што се надам дека топло ќе стигнат до сите љубители на музиката, затоа што ова е концерт наменет за пошироки народни маси, не за рафинирана публика која што исклучиво слуша сериозна музика. Значи, ова е еден вистински подарок за градот. Така. Дали, ево, го споменавте и самиот концерт кој неодамна го направивте и во Скопје, ево и сега имаме новогодишен кој што го правите во Охрид. Дали ова значи дека планирате концерти и надвор од она стигна тајминг сезона, да речем, на фестивалот, и дали може да очекуваме концерти, може би 8 март, Великден, не знам. Знаете, јас како генерален директор на оваа институција постојано размислувам и сакам да го подобрам работењето на институцијата, затоа што во исто време имам позитивен фидбек од вработените, затоа што сите се дополнително возбудени и ангажирани кога имаме дополнителна програма. Меѓутоа, наш приоритет секако е свеченото отворање на фестивалот и 40 дена кои што се 65 годишна традиција, така што не можам да ветам дека набрзо ќе имаме вакво отстапување од програмата, затоа што се зависи прво од буџетските средства, од спонзорските средства, колку ќе стигнеме временски. Меѓутоа, да, би било убаво кога фестивалот ќе живее цела година, тоа се трудиме да го покажеме, веќе 2 проекти во 2 месеци не се малку. Така што, од друг аспект, инфраструктурата концертна во Охрид е малку ограничена, затоа што црквата е ладна, Центарот за култура е убав, но можеби не скромни се можностите, значи правиме се што можеме
да ја збогатиме понудата за граѓаните на градот Охрид. Мислам, како директор јас одамна најавив, уште само што бев назначен, представи за деца, оперски, балетски, стојам позади тоа, значи ние имаме одлична соработка сите национални установи помеѓу себе, меѓутоа мислам дека во свое време се ќе биде најавено како што треба. Одлично, ви благодарам многу што бевте дел од дневникот на Благодарам на телевизија. поканата. Благодарам. Ехо од Македонија. Новогодишен концерт на учениците и наставниците од основното музичко училиште Методи Папчев. Традиционалниот свечен новогодишен концерт Ехо од Македонија ќе се одржи на 23 декември, на кој учениците и наставниците ќе ве поведат на музичко патување низ македонската традиција и уметност. Да ја прославиме новата година заедно, со звукот на Македонија, велат од училиштето. Концертот ќе се одржи во Диамантската сала на хотелот Инекс Олгица, со почеток во 19 часот, а влезот е слободен. Се подготвува шестата сезона на хуманитарната акција Пакетчиња за сите дечиња. И годинава се очекува да бидат собрани над 1000 пакетчиња. Организаторите апелираат за две форми на поддршка – донација во пакетчиња и финансиска донација. Пакетчињата може да се достават во Младински центар Охрид. Хуманитарната акција Пакетчина за сите дечиња по шести пат ќе ги стопли срцата на најмладите во регионот. Популарниот Вик Какаруцки, кој е иницијатор на целата акција, заедно со неговата екипа и годинава сакаат да усреќат што повеќе дечиња, пред се од семејствата од социјален ризик на територијата на Охрид, за и тие да можат да ја почувствуваат празничната магија и радост. Илјадници пакетчина ќе бидат поделени во Охрид, но и на дечината од околните градови Битола, Ресен, Кичево, Стуга, Дебарца, Македонски Брод и во руралните места каде младите се заборавени. Подготовките се супер, имаме доста заинтересираност со нашиве, да речам, пријатели кои донираат за секоја година за дечинава, што се приклучат во акцијава, ги имаме сите и волонтери, не само во Охрид, туку и во други градови, што каде тие таму што ќе направи некоја акција. Имаме еден куп да речам активности овдека на плоштад, имавме хуманитарно сликање среде до мраз, па сега во сабота, фактички задутре, во сабота имаме концерт баш овде. И планираме со некој джем сешн, некоја таква работа, некоја си алтернативна, да речам, онуда и за градов, а и за нормално да се осеќаме сите во духот на празнична еуфорија. Викаме дека од прилика ни треба до 1000 пакетчина, заради тоа што имаме, да речам, некој список, кај што овој првен да ги изненадим на тие најмногу што му треба. Тие се неколку 600 деца, така, и све друго што е плюс даваме како за забава. Акцијата може да ја поддржат физички лица и компании. Организаторите истакнуваат дека секоја донација без разлика на големината прави огромна разлика и им овозможува на дечињата да уживаат во магијата на празниците. Ова е најмногу успеа, ама најверојатно зашто не е моја. Зашто не е моја. Во короната, во тие тешки времења, Сонја, сите знаеме што се случуваше, тоа беше една тешка хорор вистински. И во тој момент јас држев едни часови Стобекс, часот на љубовта и другарството се викаше, као дека тоаш деца учеа само онлайн и јас наша малци таму поради тоа што интернет сите се знаеме и се собравме Стобекс и држевме секоја сабота час во короната. Секоја сабота час. И тоа беше ептен поддржано и од градов и од сите. И на мој комшија тука, не сака да го именувам, али негова идеја ми рече: "Бато, алал да ви е све што правите, јас ќе ви пуштам пари да му купиш ти на сите деца по едно пакеч." И јас тоа го објавив, напишав вака и вака работа и само и јас сакам 5 да дам, јас сакам 10 да дам, во првиот ден нека 500 пакетчина собрав. И знаевме дека ќе тргни ваква една акција, па сега да стигнеме до големи фирми да не поддржаваат општинава. Од година во година расте и хуманоста, се повеќе граѓани индивидуално ја поддржуваат оваа акција, но и се повеќе компании како општествено одговорни даваат поддршка. Сите хумани граѓани ќе може да ја посетат новогодишната соба во Младинскиот центар Охрид и да ја поддржат хуманата акција. Агенцијата за храна и ветеринарство извршила 262 контроли на безбедноста на новогодишните пакетчиња, при што биле утврдени минимални недоследности. Во пресред на новогодишните празници, Агенцијата за храна и ветеринарство спроведе 262 вонредни инспекциски надзори за контрола на безбедноста на детските новогодишни пакетчиња.
Надзорите биле спроведени во магазини за пакување на пакетчиња, маркети и продавници кои вршат промет со овој вид производи. Поради несовпаѓање на роковите на збирната декларација со поединечните рокови на производите во пакетчето и заради некомплетни декларации, инспекцијските служби на АХВ издале 4 решенија со наредба за повлекување од промет на новогодишни пакетчиња, а на 2 оператори со храна им били издадени решенија со наредби за ставање на збирни декларации на пакетчињата. Со спроведените 262 инспекцијски контроли на безбедноста на новогодишните пакетчиња, нема оператори со храна кои се парично казнети, ниту е поништена небезбедна храна. Во споредба со лани, спроведените контроли на безбедноста на оваа категорија производи, кога беше утврдено несоодветно означување на пакетчиња, немање декларации и наведен рок на употреба на збирно пакување, најдени беа и пакетчиња кои содржат производи со поминат рок на употреба и со краток рок на трајност на производите, како и производи со променити органолептички својства, годинава кај операторите утврдени се само минимални недоследности. И покрај тоа, АХВ и во наредниот период, особено пред и по новогодишните празници, ќе продолжи со спроведување на контроли за следење на безбедноста на оваа категорија производи, информираат од агенцијата. Францускиот амбасадор Кристоф Ле Риголер во посета на општина Охрид. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска оствари протоколарна средба со амбасадорот на Франција во Република Македонија Кристоф Ле Риголер, кој беше во прва официјална посета на општина Охрид. Амбасадорот и градоначалникот разговарале за приоритетните инфраструктурни проекти на кои работи општината, како и сите значајни капитални инвестиции кои се приоритет на локалната власт во иднина. Се разговарало и за конкретните активности во делот на заштита и зачувување на животната средина и Охридското езеро. Градоначалникот го информирал амбасадорот за начинот на функционирање на туристичкиот сектор во Охрид и подготовката на новата стратегија за развој на туризмот, кој ќе придонесе за поквалитетен туристички производ во иднина. Тема на разговор била и реализацијата на иницијативата за воспоставување на поголемо меѓународно партнерство помеѓу општина Охрид и општина Бонди од Париз, потенцирајќи дека оваа соработка ќе придонесе за продолбочување на пријателството помеѓу македонскиот и францускиот народ во насока на промоција на ликот и делото на светски познатиот научник доктор Анастас Коцарев, кој по потекло од Охрид, а живеел и работел во Париз. На средбата се разговарало и за конкретни активности во делот на образованието и интересот за изучување на францускиот јазик во основните и средните училишта во Охрид, при што градоначалникот Пецаков ја истакнал отвореноста на локалната самоуправа за унапредување на соработката со француската амбасада во текот на наредниот период, информираат од локалната. Јавната национална установа Хидробиолошки завод Охрид доби вредна донација од Турската агенција за соработка и координација, ТИКА. Јавната национална установа Хидробиолошки завод Охрид доби вредна донација од Турската агенција за соработка и координација, ТИКА. Свеченото доделување на донацијата ќе биде извршено утре, 20 декември. Донацијата ќе ја предаде председателот на ТИКА, господин Абдула Ерен, во присуство на председателката Гордана Силјановска-Давкова и амбасадорот на Република Турција во Македонија, Фатих Улосои. Заводот како донација доби целосно реновирање и опремување на 2 оделенија, одделението за фитопланктон и одделението за зоопланктон, современ микроскоп комплетиран со микроскопска камера кој ќе биде во служба на 2 оделенија и ново теренско возило. Донацијата добиена од ТИКА е огромна можност за зајакнување на капацитетите на Хидробиолошки завод Охрид, но во исто време таа представува и инвестиција во науката, во заштитата на природното наследство и во иднината на нашите водни екосистеми, велат од установата. СВР Охрид ја информира јавноста дека од денеска во наредниве 10 дена на сила ќе бидат измените на сообраќајниот режим на автопатската делница во изградба од селото Требеништа до селото Мешеишта, општина Дебарца. На овој патен потек, сообраќајот ќе се одвива наизменично по левата сообраќајна лента, гледано во правец од Охрид кон Кичево, поради што од СВР Охрид апелираат до возачите крајно внимателно и со прилагодена брзина да ги управуваат своите патнички и други моторни возила и во согласност со поставената хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација. Четвртиот поред екопазар на училишта без пластика ќе се одржи утре, 20 декември од 12 часот во Охрид Мол.
Пазарот на облека, обувки, книги и други предмети на втора рака е дел од напорите на програмата за подигање на свеста за опасностите од текстилниот отпад и негативните ефекти врз здравјето на луѓето и животната средина на брзата мода. Покрај совесното донирање, купувањето на облека на втора рака е еден од најефикасните начини со кои што како заедница можеме да придонесеме кон пододржлив начин на живење. Екопазарот има за цел и да ја намали стигмата во однос на носење облека на втора рака и да промовира позитивни пракси за одржливо живење кои што се секојдневие во развиените земји. Пазарот е организиран од Збогум Буково во соработка со Тексомак и јавното претпријатие Охридски комуналец. Покрај можноста да купите нешто уникатно за вас и вашите најблиски, децата ќе имаат можност да учествуваат на креативна работилница за реупотреба на стар текстил и правење на еколошки новогодишни декорации. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатен викенд.